Европа бара повеќе од 1 милион работници. Само во последниве 5 години за 8 пати е зголемен бројот на македонски граѓани кои поднеле барање за работна виза во Германија. Германија е најпосакуваната дестинација за граѓаните на Република Македонија. За трендот на иселување, причините и мотивите зошто граѓаните на Република Македонија сакаат да ја напуштат земјата е тема на вечерашното издание на Фактор магазин. Ниту странските инвестиции, ниту успешните рангирања ништо не го запира трендот на иселување, кој напротив се засилува. Безперспективноста ја потврдува и статистиката, која покажува дека дури половина од младите во земјата се без работа, што дополнително влијае на засилување на трендот на иселување. Но не се само тие, веќе и повозрастните, дури и оние кои имаат работа и навидум пристоен живот, зборуваат или планираат за заминување, дури и цели семејства. А речиси секојдневно се зголемува бројот на македонски граѓани кои сакаат или планираат да се иселат од државата, барајќи подобар живот во западноевропските земји. Германија важи за една од најпримамливите дестинации, па така интересот за добивање на работна виза во Германија перманентно расте. Бројот на визи за работа во Германија во 2013 година изнесува само 556, а во 2017 4415, покажуваат податоците на Германскиот институт за истражување на пазарот на работна сила. Во Германија во третиот квартал од оваа година со 1,24 милиони работни места е забележан рекорден недостиг на работна сила. Во споредба со истиот период од претходната година, бројот на слободни работни места е зголемен за 140.000, покажало истражувањето на Институтот за германска економија. Најплатени занимања во Германија се лекарите, инженерите, економистите, адвокатите. Во 2017 година најдобро заработувале лекарите, кои имале месечни примања од 5700 евра бруто плата. Господин Мартинс, во последниве 5 години драстично е зголемен интересот кај македонските граѓани за работа во Германија. Дали ова глобален тренд или безперспективноста во Македонија е причина се поголем интерес да има кај македонските граѓани да ја напуштат земјата и да бараат работа во Германија? Ich glaube, das ist sowohl als auch das ist ein globaler Trend. Тука станува збор за глобален и за регионален тренд, кој ќе направиме споредба помеѓу Северна Америка и Европа. Односно, и во Америка секој гледа да најде подобра перспектива и подобра шанса во Средна Америка. Тоа е исто така и за балканците Германија. Таму се шансите на пазарот на трудот многу подобри и поатрактивни. Во Германија последните 10 години имаме раст на пазарот на трудот. Истиот е случај и во Америка. Но како што играат глобалните фактори улога, така можам да напоменам дека локалните фактори се исто така од големо значење. Знаете, пред 50 години имавме миграција од пранешна Југославија, но тогаш таа миграција се разликуваше од оваа денеска. Пред 50 години луѓето кои што мигрираа од Југославија, од Балканот, беа гастарбајтери. Денеска станува збор за лица кои што имаат елитни професии. Голем дел од нив не заминуваат поради локалните причини. Тоа секогаш не се само финансиски причини, туку едноставно заминуваат и поради причини кои што се поврзани со транспарентноста во една земја, политичката состојба, можностите кои што ги нуди една земја да направат промени во животот на една индивидуа, да има подобар квалитет на пазарот на трудот, подобри шанси. Од тие причини голем број од луѓето се решаваат да заминат. Generell ist das so, dass wir natürlich bestimmte Berufe. Во Германија, иако е голем пазарот на трудот, не значи дека има потреба од сите професии. Во Германија имаме недостиг на доктори, лица кои што имаат едуцирано за се грижат за возрастни лица, одредени занаяти. Тоа се поспецифични области. Понекогаш немаме доволно кадар во тие професии поради тежината на тие професии, самиот образовен процес. За разлика од Германија, што исто е случајот во Македонија, имаме преголемо производство, односно преголем број на лица кои што се образовани, школувани за адвокати, економисти, експерти по маркетинг, комуникација и така натаму.
но пазарот на трудот во Германија е презаситен од овие професии и затоа има недостиг од претходните професии кои што ги спомнав. Она што треба да се земе во предвид е исто така дека и дипломите за завршено образование во Македонија, во Германија не се признаваат 100%. Од тие причини треба лицата да прават доквалификации, односно имаат во однос на заработувачката пониска заработувачка. Германскиот пазар на трудот има потреба едноставно од селектирани професии. Но исто така и лицата треба да се свесни за тоа кој што решаваат да отидат и да работат во Германија, дека трошоците за живот се 5 пати повисоки од оние во Македонија. Доколку сакате да најдете стан, во моментот исто така имаме проблем и со наоѓањето на живеалишта. Нема доволно слободни станови во Германија. Сите овие работи треба да бидат земени од предвид од сите луѓе кои што планираат да напуштат земјата. Das muss man ganz klar auch mal nennen. Од Македонија се иселени повеќе од 25% од популацијата, покажуваат податоците. Според Светска банка, во 2015 година сме имале историски максимум на иселување, споредбено со 2000 година. Трендот на иселување на високо квалификувана работна сила продолжува и последниве 2 години. Македонија се соочува со така наречената бела чума. Повеќе од 30% од високо образованите луѓе во Македонија живеат и работат во странство, а речиси 80% од студентите во завршените години на студии и техничките факултети размислуваат или планираат да заминат од земјата. Ган Лука, италијански универзитетски професор и доскорешен претседател на Европската академија за менеджмент и визитинг професор на Универзитетот Американ коледж во Скопје, го анализира одливот на кадри. Well, the brain drain, I think it's a quite common phenomenon in Europe. Even Italy, where I come from, suffer of these kind of losses of competencies. Young people moving to other countries in order to search new jobs or new opportunities. What I feel in terms of the public administration and the educational system is that they have to support them. But I have a clear idea about what I mean in terms of support. They have not to fund them and creating false and fake opportunities for running businesses. They have support in terms of creating infrastructures, developing competencies. They have to invest in the fiscal policy. They have to create opportunity for the job market that let them to stay in their country. And I think Macedonia has a lot of opportunities, while because Macedonia, like Italy, we are young countries, and we can trust on our values and our culture, which are really strong, enduring, and a lot of commitment with the territory. И додека речиси 10 дена се занимаваме со бегството на Никола Груевски, заборавивме на тековните проблеми во државата, економската состојба, уставните промени, социјалната слика и она што станува се позагрижувачки е иселувањето од државата. На тема иселување вечерва во студиото на 24 ќе разговарам со Аница Драговиќ, продекан на Филозофскиот факултет и експерт по статистика и демографија. Добро вечер, професорке. Добро вечер. Најпрво ви благодарам што ја прифативте поканата. Многу ретко се појавувате на телевизиските екрани. Ви благодарам за поканата вас. Она што на почеток би сакал да ве прашам, треба ли да не загрижува овој тренд континуиран на иселување на македонските граѓани? И каде го лоцирате проблемот пред се за перманентното заминување на граѓаните од Република Македонија? Па треба. Генерално треба. За секој лице кој што заминува државата представува потенцијално губење, не само негово за потенцијално губење како лице од државата, туку секој од нас носи некоја иднина во оваа држава, така? Во таа смисла зголемувањето на бројот на лица кои што заминуваат од државата во догледно време или во децениите кои следат
после овој период, да кажам, ќе се согледаат последиците во делот на репродукцијата на населението, во делот на работната сила, во делот на човечките ресурси, во делот на комплетниот развој на државата. Професорке, во интервју кое го правев со вас за веб порталот Фактор во февруари 2016 година, ќе изјавите: секој лице кое се одселува од државата, било трајно или привремено, значи губење на човечкиот капитал, а тоа значи и губење на населението за биолошка репродукција, губење на континентот на работна сила. Што правиме? Имаме некаква стратегија, постојано изразуваме загриженост дека си заминуваат, а без при тоа да преземеме некакви мерки. И од тој период од кога имавме, од кога беше снимено и од кога беше дадена оваа изјава, не е променето мислењето. Во делот на стратегијата, како да речам миграциите, меѓународниве миграции или миграцијата на работната сила е препознаем во државата. Значи, што статистички преку бројки, што преку интерес на државните институции кои што со тоа се занимаваат. Присутни се стратешки документи. Ја колку што знам во сите развојни документи на државата, еве да ги споменам стратегиите кои што се на хартија, за кои што јас немам видено некоја голема имплементација на тие стратешки документи, миграциите се еден од препознаен фактор за кој што треба да се, на кој што треба да се обрне внимание. Меѓутоа, да во насока одење на намалување на тој тренд, фактите зборуваат нешто друго. Фактите зборуваат дека се зголемува бројот на лица кои што се одселуваат од државата, било тоа да го прават во дадениот момент, односно го прават во онаа форма и момент како што е прилагодливо, колку што можат. Намерата, потенцијалите да се излезе од државата постојат кај поголем дел од граѓаните. Како Македонија да се справи со оваа конкурентност на пазарот на труд? Се отвараат можности за работа надвор од границите на Македонија и се поголем е процентот на македонски граѓани кои својата перспектива ја бараат надвор од земјата. Со покажување поголема конкурентност во земјите во кои што се одселуваат. Но дали е тоа можно, така? Бидејќи разликата помеѓу државата од која што се одселуваме во дестинациите кои што се посакувани за нас, е тие се во предност од аспект на економска сигурност, односно од аспект на било каква сигурност и политичка и социјална сигурност и подобар живот, поголема благосостојба. Значи, решението е многу јасно. Значи, да се достигнат таквите стандарди до каде што оди населението во таа насока. Но прашање е дали е тоа реално, дали е тоа возможно во овие ситуации. Така да, она што преостанува на државата е да едноставно да се заложи во смисол на намалување на потешкотиите кои што ги имаме ние како граѓани овдека и кои што се мотив едноставно, најак мотив за заминување од државата. Професорке, бизнес заедницата подолг период предупредува дека можеме да останеме без работна сила, без квалификуван кадар. Што правиме на ова поле? Работниците заминуваат, сите сакаат, од друга страна, сите сакаат после завршувањето на универзитетот директори да бидат, а работници нема. Или заминуваат од државата. Па едноставно со повисока плата ќе се задржат работниците. Знаете што мислам, никој не заминува од државата за не е тоа туризам, одење и враќање. Туку заминува некој за подобар живот, подобра заработувачка, така? Така да сосема се можни и реални се тие заклучоци кои што ги посочувате од терен, од страна на бизнес заедницата. Делумно може и ние го чувствуваме, да речам сега има голем број професии, барем во градежништвото, колку ја што имам сознание, кои што се дефицитарни од аспект на
на ресурси, особено во одредени сезонски периоди кога е време на градежни работи. Спомнате градежништво. Ние сега, например, во овој период немаме рудари, а се отворија толку рудници. Миграциите во земите во кои што одиме ние, нели, како Македонија, како посакувани наши дестинации, тие земји исто така се соочуваат со некои демографски проблеми и се соочуваат со проблеми од аспект на квалификувана работна сила. Што значи решението за надополнување на празните места, да кажам, во најпосакуваните дестинации во земјите на Северна Европа, на нордиските земји, така, на нордиските земји од Европа, или Германија, или да е тоа Италија, или да е тоа Австрија или Франција, така, едноставно проблемот, нивните демографски проблеми и проблемот со квалификувана работна сила го решаваат преку политики на примање на лица кои што се жители на други држави што ги имаат никвите потребни квалификации. Така да, доколку овој тренд, каков што е, не дојде на некоја стабилна, да речам, позиција, да немаме повеќе одлив на работна сила, квалификувана работна сила, нека бидат и работници, така, че независно од кое ниво на образование, единствено решение е миграциите, односно да го следиме патот на земјите кои што на тој начин го решаваат проблемот со демографскиот нивни проблем и проблемот со квалификувана работна сила. За сега, овој регион, не зборувам за Македонија, него и за регионов, да речам, да се изразам со современиве термини, регионот на Западен Балкан, ние не сме посакувана дестинација. Тоа и го покажуваат и мигрантските бранови, кои што идат од источниве земји или од афричките земји, значи ние сме транзит зона. Значи ние не сме посакувана дестинација, но може би времењата ќе се изменат за некои 10-20 години. Оно што станува алармантно е фактот што од Македонија заминуваат речиси цели семејства кои што релативно и добро биле ситуирани во земјата, па сепак се решиле да купат билет во еден правец. Дали ова треба да биде сигнал дека ние не знаеме да ги сочуваме квалитетните кадри, паметните умови во земјата? Општата атмосфера во државата, значи во нашава држава би рекла, или во било која држава која што е соочена со одлив на население во други држави, е генерална. Значи не може да се избегне, да речам, што ги спомнавте последните примери, че оцелување на семејство, оцелување на високо квалификувана сила, високо квалификувана работна сила, односно лица кои што имаат завршено повисоко образование и така натаму. Че едноставно во желбата за подобар живот, за подобра сигурност, не само наша, него и за екзистенција на нашите потомци, во моментов не е препознаена во нашава држава. Велите, нема сомнение дека најдоминантната причина за мигрирање од земјава е економската. Тоа значи дека ние недоволно правиме на планот на подобрување на животниот стандард, зголемување на платите. Сигурно е така. Сигурно е така. Економската ситуација или економски мотивираната ситуација е најдоминантна причина. Така. И подобри услови за работа, посебно за оваа категорија на лица кои што се високо квалификувани. Значи, бараат едноставно подобри услови за работа во рамките на својата професија. Да речам, некој што се занимава со биотехнички науки, така. На него му треба лабораторија да работи, му требаат реагенси, кои што според нашиве сознанија се во таа развојна некоја димензија Македонија заостанува, барем и во тој дел. Значи е одредено професионално усовршување, професионално напредување, можности за искажување на потенцијалите кои што ги имаме и дополнително на тоа и добра заработувачка и идеална комбинација. Речи си, сите сакаат да бидат во Скопје.
помалите градови се празнат, или доаѓаат во Скопје, или заминуваат од државата. Што правиме со градовите кои остануваат речиси со 1 до 2 жители? Навистина се прашања за кои што може тешко се даде одговор. Внатрешните миграции се проблем кој што Македонија ги има подолги децени. Според одредени експерти исто во дадената област велат дека више внатрешни миграции не постојат затоа што сите лица се оцелиле, се го напуштиле своето место, се доселиле во Скопје или пак од помалите градови се заминати некаде надвор од државата. Меѓутоа, урбанизирањето или развојот на урбаните центри не е новина само за Македонија. Тоа се општи трендови. Да речам, денеска во светот околу 2/3 од населението живее во урбаните центри. Урбаните центри се најдоминанти во бруто општествениот производ. Најголемите градови во светот учествуваат со околу 3/4 од бруто општествениот производ доаѓа токму од урбаните центри, а тоа е заради зголемување на бројот на населението во нив, така, заради побројно население и едноставно за поголем развој на индустријата, односно услугите кои што ги нудат градовите. Таква е ситуацијата во дадениот момент. Но она што исто така општи трендови се, да речем, таква е ситуацијата и во Скопје. Сега, градовите кои што, односно регионите од Македонија, кои што се со помало број на население, една од основните причини е токму тоа. Одселувањето или заминувањето од урбаните или руралните делови од држава во Скопје. Една од причините е регионалниот диспаритет кој што постои помеѓу регионите во државата, а исто така и во било која смисла на зборот. И од аспект на образование, од аспект на здравство, од аспект на инфраструктура, од аспект на индустрија. Правено е одредено истражување врз основа на податоци, релевантни податоци од официјални извори на информации, некаде почетокот на овој век беше 2004, мислам. Заклучоците кои што се издадени во таа студија, еве, 14 години покасно, мислам дека се уште поалармантни или тој диспаритет е поизразен. Така да достапноста и пристапноста на она што е екзистенцијално за човекот треба да е подеднакво низ цела држава. И во такви услови се остава можност човек слободно да бира каде да живее, дали да живее во Скопје или во Виница, така? Тоа се и основни, да речам, начела низ кои што се развиваат политиките за развој на население. Независно дали во таа средина има или нема човек. Ако е урбана, во тој случај мора да има достапен пат, достапни услови, едноставно обезбеденост на екзистенцијални услови за живот. Господја Драговиќ, ви благодарам за гостувањето во емисијата. Ви благодарам и вас на поканата и интересот за теми кои што се поврзани со обичниот човек. Тоа беше професор Аница Драговиќ, продекан на Филозофскиот факултет и експерт по демографија и статистика. Иселувањето од Република Македонија зема се поголеми размери. Официјалната бројка не се знае, имајќи во предвид дека речиси 15 години Македонија нема извршено попис. Но фактите говорат дека од аеродромот во Македонија речиси секојдневно заминуваат по најмалку 50 граѓани. Депопулацијата на граѓаните од Македонија има особено значителни и негативни последици врз развојот на земјата. На тема иселување разговарам со Александар Писарев, кој неодамна изврши анализа околу депопулацијата на населението, особено во помалите градови во земјава. Депопулација пред се на малите и на не баш така мали градови и населени места во Македонија почнува да станува еден многу сериозен и социолошки и економски проблем.
Причините се обидовме да ги побараме пред се во плановите за локален економски развој на 4 града во Источна Македонија, меѓутоа таа слика е идентична, може да се каже, во целата држава. Под нашата обсервација беа градовите Берово, Делчево, Пехчево и Македонска Каменица и извршивме анализа на нивните планови за ЛЕР. Меѓутоа, уназад претходните неколку години, па да не кажам скоро 10 години, ние интензивно го пратиме тој процесот и според некои податоци до кои ние дојдовме, али тие податоци многу ни се подударат со податоците до кои дојде Светска банка и Завод за статистика. Да речеме, според податоците на статистика, 1994 година скоро 70% на население во Македонија живееле во помалите градови, односно градовите кои имале помеѓу 10 и 30 жители. А денес имаме ситуација да 141 населено место, односно 141 место во Македонија нема више ни еден жител. Значи тоа више не се населени места, представуваат на некој начин условно речено археолошки локалитети. Понатаму имате вие ситуација дека во 1994 година, понесот некои податоци, но ка напишнем да не сгрешам, 21 град во Македонија имал меѓу 10 и 30 илјади жители. Денеска таа бројка според пописот од 2000 година е намалена на 9 града, а сега ситуација е уште помала. Градовите помеѓу 10 и 30 илјади жители најмногу бележат депопулација и иселение население. И сега околу причините. Значи, ние ги анализиравме плановите за локален економски развој. Затоа што се претпоставува дека планови за локален економски развој треба да бидат конципирани така да обезбедат квалитетен живот на население и да обезбедат да они останат да живеат во местата во кои се. Тоа подразбира економски развој, културен развој, квалитетен на живот, инфраструктура и све тоа. Ви имате ситуација да во Источна Македонија имате иселено околу 30.000 луѓе. 70% на жителите на Делчево имат бугарски пасоши, тоа значи да се потенцијални кандидати да одат во некоја западна европска земја. Значи, се обидовме да видиме каде е тука куршлус. Ако плановите се добри, а населението се иселува од тие градови, значи дека нешто не е во ред. За да ги задржиме пред себе тие помалите градови, ние мора да обезбедиме квалитетен живот. Квалитетен живот подразбира многу сегменти, почнувајќи од инфраструктура до здравство. Во планот за ЛЕР на Македонска Каменица ударна реченица е вака. Вика, во моментот во Македонска Каменица не може да се изврши детален лекарски преглед и не постои специјалистичка организација, а ниту пак кадри. Исто така, градот нема прва медицинска помош, нема ниту возило за прва медицинска помош. Предпоставка е дека некои болести се зачештени, но прецизни информации нема за тоа кои болести, бидејќи резултатите ги обработува Завод за здравствена заштита во Кочани, но не праќа повратни сознанија до општината. Голем дел од население нема здравствено осигурање, бидејќи не е пријавено во работен однос. Што сакате понатаму? Мислим дека овој цитат од нивниот план за ЛЕР, каде што констатират некои состојби, многу јасно зборува кои се причините за иселување. Во интервјуто со професорка Даница Драговиќ ги спомнавме и пораките од бизнис заедницата кои изразуваат загриженост од одливот на кадри и недостатокот работна сила. На оваа тема пред 2 недели во Фактор магазин беше Антони Пешев кој го прашав што презема бизнис заедницата околу обезбедувањето на работна сила и како гледа на одливот на големите умови од земјава. Како да ги вратиме квалитетните кадри, перманентно се заминуваат. Еве, ќе почнам од вас. Сите ваши деца се надвор во странство. Видите, она што не можеме да го избегнеме е дека Македонија мора да биде отворена економија. Мислам, се покажа дека малечка економија како Македонија не може да биде и затворена. И на подготовката на нашите стручни кадри, на децата, е процес кој секој семејство го има во своите приоритети. На крај крајшта сакате да обезбедите ситуација да вашите деца се кадарни да бидат деца на светот, односно да бидат кадарни да се спротистават на светскиот пазар на работна сила. Она што ние не го правиме е дека на нив не им ветуваме никаква шанса за подобра позиција. И јас мислам дека значаен дел од нашите млади луѓе не заминуваат само од финансиски причини, тоа значи плата, колкава е апсолутно нема на плати, зашто слушнав денеска еден коментар дека таму кај што ишле нашите млади луѓе, таму стапките за прогресивниот данок били уште повисоки.
Па не идат нашите млади луѓе таму за работат апсолутно 2 динара или 3 динара. Они идат заради дефинирање на својата нова позиција која има поголема перспектива, остварување на нивните амбиции, верификација на нивното знаење, ако сакате и уновчување на сето она што го инвестирале во својот процес на едукација. Ако ние немаме млади, едуцирани, спремни луѓе, на нашата економија нема шанса. Ние и понатаму ќе тавориме во делот на економии кои имаат ниска додадена вредност, лоша акумулација, слаба извозна конкурентност и мала додадена вредност што останува во државата. Вие ќе имате, ние сме држава која изминативе години имаше видлив економски раст во делот на извозот, за да заклучиме дека многу малку од тоа останало во државата. Сето било увоз за извоз. Дојдовме и до крајот на ова издание на Фактор магазин. Во оваа емисија тема беше иселувањето. И во наредниот период очигледно ќе се занимаваме со политичката драма за Никола Груевски во режија на СДСМ. Никој не ја презема одговорноста за бегството на екс-премиерот. Сите дигаат раменици. А во меѓувреме, власта нуди закон за амнестија. Многумина законот за амнестија го толкуваат како своевиден обид за помирување. Но, за многумина создава и револт. Дали треба да им се прости на оние кои направија упад на 27 април. Од мене довидување и се гледаме повторно за 7 дена во исто време. Четврток, 19 часот на телевизија 24. Репризното издание на емисијата е в недела по вестите во 22. Пријатна вечер.